Ваша екселенциjo, почитуван амбасадор на Европската Унија, господин Самуел Жбогар, почитувани екселенции, амбасадори на земите членки на Европската Унија, почитуван председател на владата на Република Македонија, господин Зоран Заев, почитувани министри, представници на општинските институции, почитувани граѓани, дами и господа. Огромна е честа Денот на Европа да се слави во друштво на представници на големото европско семејство, пред чија врата стоиме исправени и подготвени за соочување со евроинтегративните предизвици. Дозволете ми на самиот почеток да упатам благодарност до делегацијата на Европската Унија и ЕУ Инфоцентарот за укажаната доверба овој значаен настан да се реализира токму во нашиот град. Во изминатиот период локалните институции, општина Штип понудија партнерски однос и безусловна соработка во спроведувањето на активностите околу овој настан. Благодарност до нив, благодарност и до вас, сограѓани, за подготвеноста која ја покажувате да бидеме добри домакини. Денеска граѓаните на општина Штип и пошироко ќе имаат можност да проследат настан од европски карактер, што дава посебен сјај на нашиот град и придонесува во издигнување на општина Штип како заедно со европските метрополи. Денеска Штип се позиционира на глобалната мапа на општини кои со највисоки почести ги чествуваат мирот и единството во Европа. Плоштадот Слобода денеска е Европа во мало. Овој автентичен сплет на различни обичаи и култури, јазици и традиции групирани под еден покрив се вистинската символика на европските вредности кои денес заеднички ги уважуваме. Овој ЕУ парк е унија од 28 множества, чии пресеци ги кријат бенефитите на меѓусебната соработка. Затоа ќе се потрудиме во блиска иднина и нашата земја да го пронајде своето место под овој заеднички покрив. Како значаен дел од националната сложувалка, Штип е поподготвен од било кога да даде свој придонес на патот кон европското обединување. Во овој краток изминат период, оваа владина целина покажа подготвеност, но и капацитет изолацијата да ја трансформира во конекција, од тугеноста да ја замени со припадност, врз посеаниот страв изникна доверба, а принудниот молк исчезна под вистинското лице на демократијата. Гледано од денешна перспектива, европските идеали полека, но сигурно ги засенуваат наметнатите поделби и разнебитувања. Приклучувањето кон големото европско семејство од мит се претвора во реалност, преточена во чиста препорака за почеток на преговорите за членство. Затоа, да ги вложиме нашите заеднички сили за позитивен епилог на ова поглавје, кој ќе ни обезбеди поцврста демократија, повисока безбедност, по-голем потенцијал за напредок, побрз економски раст, повитално здравство, поефикасно образование, пошироки можности за младите и подостоинствен стандард за пензионерите. Македонија доби препорака за старт на преговори за влез во Европската Унија, показател кој доволно говори за реформите и напорите направени во изминатиот период, во кој покрај централната власт улога имаат и локалните власти. Како копредседавач на заедничкиот консултативен комитет помеѓу Република Македонија и Комитетот на региони на ЕУ, минатата недела имав можност да го водам 14-тиот состанок на комитетите во Брисел. Таму пофалби и признанија за напредокот на Република Македонија имаше многу. Од сите добивме подршка да продолжиме по вистинскиот пат. Македонија насекаде се споменува како позитивен пример. Од заробена земја, таа повторна е функционална демократија фокусирана на вистинските цели. Локалната самоуправа е вистинскиот и многу важен елемент во процесот на пристапување кон Европската Унија. Соочени сме со значајни предизвици, но токму сега е вистинскиот момент да продолжат започнатите реформи, како на централно, така и на локално ниво. Да се биде дел од Европската Унија значи отворање на границите, пристап до многу европски фондови, нови инвестиции, раст на економијата, добро здравство, значи напредна држава во која нејзините граѓани ќе живеат среќно и со повисок животен стандард. За нас целта е членство во Европската Унија.
Пристигнувањето до таа цел не е трка, туку маратон во кој што општина Штип, сите останати општини и владата на Република Македонија заедно со граѓаните ќе стигнат до целта. За крај, би сакал да упатам моја лична, но и колективна благодарност од името на општина Штип до сите учесници на настанот, кои преку своите настапи ќе ја збогатат сценската содржина на оваа манифестација. До спортистите кои на терен ќе ги покажат своите вештини, до уметниците кои ќе ни ја доближат Европската година на културно наследство, како и до креативните ученици и студенти кои ќе не воведат низ содржините на ЕУ паркот. Нека ни е честит денот на Европа. Ви благодарам.